Прекланите време за вестите. Штипското риболовно друштво Брегалница забележа големо загадување на реката Брегалница кај поранешниот текстилен комбинат Македонка. Нашиот тим е на терен, повеќе информации следете во наредните изданија. Поразителни статистики и факти за македонската реалност во делот на зачувување на животната средина и здравието на граѓаните. Фекалните води завршуваат директно во речните сливови. Пречистителни станици скоро и да нема, а таму каде што ги има, нема кој да ги менаџира. Само 4% од отпадните фекални води во земјава се третираат во пречистителни станици. Скоро целата канализација ни завршува директно во реките, што има катастрофални последици за животната средина. Според експертите, за надминување на оваа поразителна состојба ќе биде потребно многу време, пари и подигање на свеста на населението. Треба да поминат не години, децении, тоа го кажувам објективно, за да ги стасаме перформансите и стандардите на земјите на членки на Европската унија. За изградба на инфраструктурни капацитети има достапни средства од унијата, но уште поголем проблем е како истите откако ќе бидат изградени да можат успешно да се менаџираат. Ние ги имаме луѓето, но кадар соодветен, обучен како што има потреба, немаме. Јавните комунални предпријатија, посебно помалите во руралните општини кои немаат ни доволно вработени, самостојно не може да одговорат на идните предизвици. Поголемите комунални предпријатија ќе испратат своји представници во помалите и ќе ги насочат во што е идејата на Аткомин во соработка со ГИС. Бидејќи проблемите со кои се соочуваат јавните комунални предпријатија се многу слични во повеќе земји од Западен Балкан, ГИС ОРФ ММС имплементира проект регионална мрежа за подигање на капацитетите, што има за цел подобрување во работењето, а со тоа и испорака на квалитетна услуга кон крајните корисници. Но за постигнување на крајната цел потребна е координација со националните и локалните власти и нивните кровни организации. Овој проект асоциациите на локалните самоуправи ќе го имплементираат заедно во соработка со асоциациите на комуналните предпријатија. На вториот конференциски ден, покрај за собирање и третирање на отпадните води, јакнење на капацитетите за одржливи, ефикасни и достапни водни услуги, се дебатираше и за правилно управување со отпадот, како уште едно горливо прашање кое наметнува регионално решение и можноста за искористување на отпадот преку рециклирање и како извор на енергија. Сдруженијето на граѓани ини од Виница денес ја промовираше публикацијата Афирмација на миграцијата и емиграцијата на териториите на општините Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево. Преку 20% од населението во источниот регион е иселено, многу повеќе од руралните населени места кои се испразнети со 35%, но и од градовите. Во последните 15 години значително е зголемен бројот на иселеници со високо образование, а 40% од иселените биле вработени овде и тоа претежно во приватниот сектор, но ја напуштиле работата и заминале во странство. Овие податоци ги истражува и денес ги презентираат Тодор Цонев од Сдруженијето на граѓани ИНИ, како и Зоран Биковски од невладината ХАМ во рамки на проектот Афирмација на проблемот со миграција и емиграција на териториите на општините Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево. Дојдовме до некои интересни показатели. Дека 20% од населението во источниот плански регион го нема. Поради тоа го направивме овој проект, го спроведовме истражувањето и дојдовме до следните констатации. Луѓето заминале затоа што имаат многу ниски плати, бараат минималната плата на еден работник, не во администрација, него и во приватниот сектор да биде 500 евра, бараат луѓето да има помала партизација на институциите, бараат мултиинституционална соработка на сите институции на локално ниво, како што се бизнис секторот, нормално самите градоначалници, Агенцијата за вработување, потоа Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за поддршка на земјоделие, секако сето ова да е координирано од одделението за локален економски развој.
Во ова истражување, во кое се опфатени лицата на возраст од 24 до 35 години, меѓу кои и наши иселеници, активистите на локалните самоуправи се речиси невидливи. Дури 52% од испитаниците одговориле дека немаат чуено за било какви општински активности, а дури 41% дека само имаат чуено, но немаат добиено конкретни информации или понуда за истото. Самите институции треба да се обединат и да креираат заеднички мерки за враќање на иселениците. Иселениците бараат уште нешто. Државата да овозможи истите иселеници од странство, преку аташеата, преку амбасадите, да можат да аплицираат за мерките кои што ги нуди владата и другите институции. Освен ова, тие бараат и мерките да бидат достапни во текот на целата година. Значи континуирано. Не да почнуваме од почетокот, да распишуваме конкурс од март-април, па тоа трае до јуни, јули или август месец и после почнуваат. Него, во текот на целата година самите мерки да бидат достапни за оние кои што се заинтересирани да вложуваат во сопствената држава, во сопствените огништа, во сопствената земја и на тој начин можеби и самите да се вратат, ако не да отворат свој бизнис и со тоа да се намали невработеноста и да се поттикне самата економија. Овој проект со кој се спроведени 180 индивидуални интервјуа, од кои 40 во Зрновци, 61 интервју во Чешиново Облешево, во Виница спроведена анкета по етничка основа, од кои 30 анкети со граѓани роми по етничка припадност и 49 анкети со етнички македонци е поддржан од Цивика Мобилитас. Универзитетски професори од Филолошкиот факултет во Штип заедно со студентите го изработија првиот речник на синоними во македонскиот јазик, а кој денеска беше промовиран и е пред научната фела на третата научна конференција Филко. Промовиран е првиот речник на синоними во македонскиот јазик на денешната трета научна конференција Филологија, култура и образование на Штипскиот филолошки факултет. Универзитетските професори Толе Белчев и Снежана Веновска-Антевска 2 години работеле на изработка на овој речник. Ги вклучиле и студентите од Филолошкиот факултет. Со тоа на нашите студенти му возможуваме уште во клупа да се упатат кон користење на речници, но и кон изработка на речници, односно со една интенција да создадеме квалитетни кадри што ќе произведат од угода и што ќе бидат конкурентни на пазарот понатаму. Штипскиот филолошки факултет конференцијата Филко ја организира заедно со Воронешкиот државен универзитет во Русија. Еве ние како филолошки факултет ја продолжуваме меѓународната соработка со Воронешкиот универзитет и Филолошкиот факултет од Русија, со кои што еве трета година поред организираме меѓународна конференција. Целта е на едно место да ги собереме сите љубители на јазикот. Мислам дека е многу важно прашање да се промовираат овие интеркултурни врски во развојот на јазичните посебности на државите, бидејќи тие се основа за зближување на она што значи заедничко живење во Европската унија како заедница на различни јазични групи, на различни народи, меѓутоа во секој случај треба да научиме да се разбираме и треба да научиме да живееме заедно сите различни што ги имаме во себе. Во рамките на Воронешкиот универзитет функционира и Балкански центар за изучување на јазиците, меѓу кои на македонскиот. Секоја година се пријавуваат од 10 до 12 студенти кои го учат македонскиот јазик. Во Воронеж на нашиот факултет работи катедра за славистика, која што се занимава и со зацрстување на врските со Универзитетот Гоце Делчев. Нам ќе ни биде чест и задоволство да ги видиме вашите студенти и вашите професори на нашата конференција која што се одржа оваа година, која што е посветена на проучувањето на книгата. Третата научна конференција Филко завршува утре, а на неја ќе се презентираат научни трудови од областа на филологијата, културата и образованието.
По повод Европската недела на имунизацијата, општина Штип организира систематски преглед и вакцинирање за околу 80 дечиња, од кои 60 од дечињата се сместени во објектот на старото нервно оделение, а 20 дечиња од населбата Каваклија. Денес по повод Европска недела на имунизација, општина Штип организира систематски преглед и вакцинирање на околу 80 деца, од кои 60 дечиња сместени во просторот на старото нервно оделение, а 20 дечиња од населба Каваклија. Општина Штип организира бесплатен превоз до здравствениот дом за овие дечиња да бидат вакцинирани овде. Предвидено е вакцинирањето на вкупно 80 дечиња, од кои што дел се прва смена. Тие дечиња што се прва смена ќе дојдат на систематски преглед и по потреба да бидат вакцинирани подоцна во текот на овој ден. Со ова општина Штип се вклучува во одбележување на Европска недела на имунизација, при што апелираме до сите преку вакцинирање да се спречат болести и за заштита од населението од болести. Надворот, кругот невидливи во општеството е проектна активност на Сдруженијето на правата на ромите Штип, а има за цел обезбедување на лицата фантоми со документи за лична идентификација. Сдруженијето за правата на ромите во Штип реализира континуирано проектни активности за поддршка на ромската популација. Најновите проектни активности се поврзани со лицата фантоми и обезбедување на нивна лична документација. Проектот има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во креирањето на политиките за елиминација на процедурите и административните потешкоти со кои се соочуваат ромите без документи за лична документација, а со тоа ќе им се овозможи уживање на достоинството во човековите права. Да, нашата цел е да идентификуваме што поголем број на лица неупишани во матична книга на родените, со цел да им помогнеме на лицата, да им укажеме на потребите и на можностите дека истите треба да бидат упишани. И нашата улога во целата таа работа е да направиме мапирање на источниот дел од Република Македонија, со цел да во иднина немаме неупишани лица. Прилично се работи за ромската популација, но за нас не представува проблем ако се идентификуваат и нероми кои немаат упис во матична книга на родени. Сдруженијето за правата на ромите во Штип овој проект го реализира со 4 невладени организации. Истражувањето се направени во Штип, околу 40 на лица немаат лични документи. Ке се истражува и во целиот источен регион. Откривме околу 37 лица фантоми кои не се упишани во матична книга на родените и сега нашите локални асистенти интензивно работат на тоа да ги спроведуваат во подрачната служба на матична книга на родените со цел да им помогнат во нивниот упис. Наредна активност ќе ни биде во Кочани, Павиница, Струница, Берово, Делчево и така натака. Значи, овој источен регион, поточно имаме дел и од Велес и Кавадарци. Тие региони се наши, каде што ќе делуваме со нашите асистенти да ги измапираме сите неевидентирани лица. Досегашните анализи од проектот покажуваат дека лицата фантоми се на возраст предежно од 40 до 65 години, иако има и мали деца. Проектните активности ќе траат се до крајот на октомври годинава. Над 700 вработени во детските градинки во земјава во наредните 2 дена ќе имаат обуки во Штип, ќе разговараат за теми кои се поврзани со наставните програми одобрени од Министерството за труд и социјална политика. Над 700 воспитувачи, негователки, стручни соработници и раководствата на детските градинки од земјава денеска се на дводневна обука во Штип, која се реализира од страна на Факултетот за образовни науки при Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Просветно дело, а како коорганизатори се Педагошкиот факултет и Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на Универзитетот УКИМ во Скопје. Проректорот на УГД Штип Кирил Барбаре вели дека ќе бидат опфатени повеќе теми, а тој како универзитетски професор ќе говори за најновите истражувања за говорот на деца,
од предучилишна возраст, но и за новите методи и техники за работа. Ќе бидат отворени многу теми, ќе бидат отворени темите на медиумите, колку одредени DVD програми, колку одредени програми кои што постојат во средината, и тоа не само во Македонија, туку на глобално ниво всушност немаат никаков ефект, и тоа е веќе научно докажано, тоа се точно знаат кои се тие програми, дури од едни од најдобрите компании кои што работат со програми за деца, кои што имаат дури 5 милиарди долари годишно заработка од продажба на програми за изучување на јазици, така да ќе бидат спомнати интересни информации и податоци. Барбареев забележува дека воспитувачите и негователките од градинките немаат многу вакви средби обуки, заедно со институциите и со наставниот кадар од универзитетите. Ксенија Маказлиева Трајчева од Просветно дело забележува дека целта на обуката е воспитувачите, негователките и сите кои работат со децата од предучилишна возраст да се запознаат со програмата за работа, која е одобрена од ресорното министерство и со списанието Росица. Но и списанието Росица како најстаро списание за деца за предучилишна возраст, кои се неговите концепти, која е неговата применливост, кои се неговите методичко-дидактички аспекти и како тоа е применливо во образованието во предучилишните установи. Во текот на утрешниот ден ќе бидат соопштени заклучоците на темите на кои ќе разговараат вработените во детските градинки заедно со универзитетските професори. 34 годишен штипјанец заработи и кривична пријава од полицијата заради основи на сомнение дека извршил кривично дело на властено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанци. Штипјанецот во текот на месец април набавил засега неутврдена количина на марихуана со намера да ја продава. По добиени оперативни созданија, полицијата вчера извршила претрес во неговиот дом. На 25 април од страна на полициски службеници на одсекот за недозволена трговија при секторот за внатрешни работи Штип извршен е претрес во домот на пријавениот, при што пронајдена и одземена е опојна дрога марихуана од околу 700 грама, спакувана во неколку најлонски кеси, 48 таблети екстази и 10 и околу 10 грама амфетамин. За крај информација од спортот. Со прекашана второлигашка игра играчите на Кидго Пехчево остварија вредна меѓународна победа против тимот на Септември од Република Бугарија. Фудбалерите на Кидго одиграа одлична партија на градскиот стадион во Пехчево со екипата на третолигашот од југозападната бугарска лига Септември од Симетли, која се представи исто така во мощно светло издание. Во првото полувреме, иако имаше можности и шанси од страна на играчите на обете екипи, сепак тоа заврши без голови 0:0. Во второто полувреме играчите на Кидго искористија две шанси и постигнаа 2 гола. Најнапред Мартин Стојанов, кој во последно време можеби крунскиот играч на Кидго, постигна гол во 54-та минута за водство на Кидго од 1:0. Вториот гол беше дело на голгетерот Андреј Симевски во 79-та минута, со што го постави конечниот резултат на денешниот надпревар Кидго Пехчево Септември 2:0. Андреј Симевски со своите мајсторски голови на најдобар можен начин се врати на зелениот тепих по успешниот оперативен зафат и иако пропушти 7-8 надпревари, со ново постигнатите голови вкупно достига бројката од 15 голови во првенството на третата фудбалска лига група Исток и е втор на листата на голгетери веднаш зад Ерол Пилов од екипата на Малеш од Берово, кој е прв и има постигнато 22 гола. Во недела екипата на Кидго ќе биде слободна и најверојатно во сабата или во недела ќе одигра пријателски надпревар со второлигашот Каменица Саса, кој исто така ќе биде слободен во овој викенд. Тројца кикбоксери на клубот Гладиатор од Штип настапија на државното првенство во Скопје и сите тројца освоија медали, 2 златни и 1 бронзен медал. Предводен од тренерот Шенол Ласанов, тројца кикбоксери на Гладиатор настапија на државното првенство што се одржа во Скопје и сите тројца се вратија со медали во Штип. Освоени се 2 златни и 1 бронзен медал и сите во дисциплината кик лајт. Златен медал освои Славче Арсов во категорија минус 79 кг и Никола Нацев во категорија плюс 69 кг, додека бронзен медал освои Јован Данилов во категорија минус 34 кг.
Со овие остварени одлични резултати продолжува успешниот од на кикбоксерите на Гојатор, кои во континуитет жнеат медали од домашните, така и од меѓународните настапи. По спортот се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Повеќе прочитајте на iris.mk. Пријатно!